Започна сезоната на вирусите. Деновиве најактуелни со зголемен број на регистрирани пациенти се цревните, а најпогодена група се децата. Лекарите од инфективно оделение велат дека засега имаат само 2 пациенти со потешка клиничка слика и кои се хоспитализирани, за разлика од останатите кои се на дневна амбуланта и пациенти каде клиничка слика е многу послаба, кои се задржуваат во болница само на 2 до 3 дена. Секој случај децата, значи секако доминира децата, бидејќи нели тоа се цревни вируси, кај некој имаме нечи останува подолготраен имунитет, така децата се најизразена и највулнерабилна популација, што не значи дека имаме пациенти на сите возрасти, и со така и стари лица, значи кај нив имаме намалување на имунитетот, односно на отпорност. Значи, посебно внимание за ризичните групи, тоа се лица со хронични заболувања и овие најмалата популација и повозрастните. Причини за ширење на цревните вируси се пред се топлото време, зголеменото конзумирање на овоше и зеленчук, доколку не е добро измиено. Објаснуваат дека зголемениот број на болните лица е резултат на растењето на надворешната температура која им годи на вирусите, но и на бактериите. И затоа е битно на времено диагностицирање и адекватен третман кој се состои во една субституциона терапија, со надокнадување на тоа што се губи. Во овој случај се губат течности, електролити, па и тоа треба да надокнадуваме. Која е причина? Тоа се рековме. Цревни вируси, ги има насекаде околу нас. Болест на нечисти раце најчесто се пренесуваат преку директен контакт со преку храна, загадени раце, хигиена, преку тој пат на инфекција. Одеден број на овие цревни вируси се пренесуваат и респираторно, преку аерогените капки. Лекарите апелираат редовно одржување на личната хигиена, како и миење на овошјето и зеленчукот. Апелираат до сите родители со првата симптоматологија да се јават на лекар, да не ги лекуваат своите деца во домашни услови, се со цел да се избегне дехидратација, која може лесно да биде појава кај децата кои имаат стомачен вирус.